Почитувани, добро дојдовте и добар ден прети се во уште едно издание на За или против. Денеска е историски ден за Македонија. Потпишан договорот влада со влада во рамките на стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Историски ден по неколку основи. Прво заради тоа што за прв пат во историјата имаме на располагање толку многу пари како држава, меѓутоа добрата пак страна зашто е историски е што практично ќе бидат парите, можно ќе биде парите да се користат како проектно финансирање, односно наменски онолку колку што ни е потребно во зависност од готовите проекти што како држава ги нудиме. Зошто ова веднаш на почеток го кажувам, бидејќи честопати денови од како се најави овој договор, знаеме на шега или во вистинска смисла да правиме паралела со на пример милијардата популарна на Циле и начинот на кој што заврши државата по неа, и со право луѓето се исплашени кога ќе се спомене ваков тип на заеми и вакви финансиски рамки држава со држава, но за сега, барем според оние декларативни настапи кои ги гледаме, се надавам наскоро и договорот во јавност ќе го видиме, кои се точните клаузули во него, понатаму законот за да овој договор ни се стави на располагање кој што ќе влезе во собрание, за кој што премиерот тврди дека нема да се носи на швейцарски начин како многу други закони досега. Од тука до овој момент веруваме практично на она што го слушаме, секако дека документите, односно оние работи кои ќе бидат ставени на очиглед на јавноста ќе ја верифицираат или можеби невистината. Ние сме тука за да прашуваме во име на граѓаните, во име на самите како граѓани. Сите овие дилеми кои стојат нама се изминатите денови, особено и денешните критики на оваа тема, а прети се убаво и детално да го објасниме договорот со сите услови и кој е интересот на британската страна. Вечерва во студиото го имам човекот за кого барем ние новинарите знаеме меѓу себе да си кажеме дека уживаме кога разговараме, бидејќи знае едноставно да ни ги доближи оние економски термини, дали и да не избрифира новинарски кажано во вистинска смисла на зборот. Можеби вториот човек после министерката за финансии кој што најдобро го знае буџетот, пратеникот од ВМРО ДПМН е Бојан Стојановски. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам за поканата и за убавиот увод. Стојановски, што значи, ајде на почеток, овој договор? Што Македонија реално добива што до сега можевме да го имаме со другите заеми, а не го имавме? Ајде разликата во прилог на тоа да се чувствуваме сигурни како граѓани дека нема да ни биде најскапиот заем во историјата. Апсолутно. Историски ден, датум кој што ќе биде споменуван во историјата на Македонија по неколку контексти. Првиот е бидејќи денеска Република Македонија склучи договор влада со влада за стратешко партнерство со втората најмоќна светска сила Велика Британија, за кој што и покрај тоа што во јавноста ќе се обидат некои луѓе тоа да го намалат како ефект, треба да се знаат неколку работи. Прво, ова е прв пат ваков договор една таква голема држава со брилијантна историја да го склучи со некоја држава. А второ, ова е прв договор со кој што се отстапуваат толку средства во можност за користење на некоја држава. И тоа токму со нас го склучи Велика Британија. Ова е нешто на кое што работевме многу долго време, па би рекол и од опозицијските денови. И покрај нашето стратешко партнерство со Европската унија, со оној склучен договор за стратешко партнерство со Соединетите Американски држави во 2008 година, ова е третиот столб на македонските дипломатски односи со некоја држава и нешто на кое што ние треба сериозно да се подпреме. Ова е договор кој што почива на две основни цели. Првата е политичката, во која што ние од Велика Британија ќе треба да ги развиеме нашите врски од аспект на културата, образованието, животната средина, дигитализацијата, енергетиката, одбраната и така натака. А вториот дел од договорот е стрикно економски, каде што заедно со помош на Велика Британија, со ноу-хау и со средства кои што ни се дадени на расположение, ќе можеме да финансираме проекти кои што на едно побрзо време ќе го искачат нашето секојдневно живење или условите во нашата држава на едно повисоко ниво, бидејќи тие проекти односно тие средства ќе се користат за инвестициони вложувања во проекти, нешто што можевме да го кажеме, нешто што можевме да го кажеме на јавноста и во изминатиот период.
на највисоко можно ниво имаше средби. Прво нашиот премиер со британскиот премиер, денеска и министерот за транспорт и вице-премиер со нивниот министер за трговија. Изјавите можевме да ги слушнеме и од премиерот на Обединетото кралство, и од министерот за трговија, и од амбасадорот, и двете држави тоа го квалификуваат како еден историски процес во кој што уште повеќе ќе се засилат односите помеѓу Обединетото кралство и Македонија. За држава како нашата е исклучиво важно да има моќни сојузници, а токму со добивање на сојузник преку овој стратешки договор со Велика Британија, ние едноставно успеваме да се зацртаме на мапата на односите, меѓународните односи во светот. Да, овде само ќе ви искористам чисто во рамки на овие изјави кои ги споменавте од двајцата министри. Две можности плюс и вие тоа кажавте, користење на британска експертиза во првата смисла како можност, експертизава ни е free of charge на располагање во смисла на тема проектите со кои планираме да ги користиме парите, па чисто советот давно или ќе треба британски експерти дополнително да плаќаме? Не треба да плаќаме. Апсолутно не, и ако можевте да ги слушнете изјавите и на министерот и на амбасадорот, практично и во одбраната ќе имаме ноу-хау, и во сите овие дејности, она кое што на мене ми остави најсилен впечаток, сите оние проекти кои што ќе ги градиме со помош на овој договор, ќе го градиме по британски стандарди. Практично болниците, здравствените установи и транспортните проекти кои што во овој случај ќе бидат железница, барем во овој прв бран, ќе ги градиме по британски стандарди и по знаењата на британските инженери, доктори и така натака. Тоа го добиваме комплетно бесплатно. Тука сега не можеме да ни се сетам во новинарска смисла дека еве студијата, односно голем дел од просторот во македонската радио телевизија е правена по BBC стандарди и ден денес знаеме да кажеме дека најдобро изгледаме како јавен сервис во оваа паралела која не е толку соодветна. Второто во однос на можностите, едното рековте, односно експертизата британска, второто е политичкото сојужништво и сега тука легитимно се поставува прашањето какво што во политичка смисла сојузништво би можела Британија да ни понуди ако знаеме дека нашата е една од примерни цели е ЕУ, сојузот од каде што британците излегоа. Така. Како ветар од грб во политичка смисла ќе очекуваме? Многу добро прашање. Знаете како многу ми е интересен овој период од кога веќе тоа стана јавно, особено од кога премиерот го најави дека ќе се сретне со британскиот премиер, дека ќе склучи договор за стратешко партнерство, како некои категории на политички сили во државата се обидуваат да смислат што е можно некој негативен наратив за да, како што кажав и претходно, успеат да го угушат влијанието на овој стратешки договор. Па така можевме да видиме од опозицијата дека го квалификуваат како антиевропски, се поставуваат многу прашања во ваков вид. Јас едноставно не гледам начин на кој што ние не би можеле да имаме некаков бенефит од било каква смисла во однос на овој стратешки договор. Понатаму, ние мораме да бидеме свесни како мала држава дека присуството на тие огромни, моќни европски држави или светски сили во нашата држава во било кој контекст гарантираат дополнителна безбедност на нашата држава и на нашите граѓани. Тоа е многу јасно. Од аспект на тоа каков политички бенефит ние можеме да имаме, па едноставно не е исто да седите на маса со стратешки партнер Соединетите Американски држави и Обединетото кралство и да разговарате со било кого и да ги имате тие сојузници кои што можат аргументите на вашата страна да ги засилат или со нивното присуство или со дополнителни аргументи, и не сметам дека има било која земја од другата страна која што има некаков спор со вас, која што и би било сеедно доколку ги имате вие стратешки партнери кои што би можеле да застанат на ваша страна и со нивните можности за убедување да ги бранат вашите аргументи. И сега има уште една насока, дилема, би рекла, во друга една насока, тоа е зошто би имали интерес британците да ни помогнат во оваа смисла со ваква понуда, односно со веќе и официјално подпишан договор. Што е нивната проценка, што е нивниот интерес? Па ја мислам дека тоа е довербата во институциите и во оние кои што ги водат институциите. Бидејќи имаме ние луѓе кои што имаат конекции со луѓе и со институции од Обединетото кралство уште многу пред да станат ова кое што се денеска на позиции во владата, но и ете, тоа е начин на доброто на признање на доброто водење на институциите досега, на борбата против криминалот и корупцијата, како и наоѓање начин да го заштитат нивниот интерес преку оние политики кои што ние ги водиме како држава, нешто што стана многу интересно во јавноста. Ја лично сметам дека во 2015-16 година ние како држава доста успешно се справевме со тој мигрантски бран кој што го имавме нели од Блискиот Исток.
тука гледам дека имаме и во заедничка во таа насока и заедничка политика на можеби заштита од таков тип на појави, од безбедносни, од било каков аспект, така да лично на кое што би можел да го сумирам во една реченица е доверба во институциите и еден огромен знак дека има доверба во луѓето кои што ги водат овие институции, односно во владата. Сега ова некои критичари ќе речат дека звучи романтичарски, ако е теоретски е легитимен одговор апсолутно, но во пракса знаеме дека коридорот 10 е интересен предизвик за кој што потагот британски во овој случај со нивна инвестиција и практично индиректно учество во рамки на подизведувачи и така натаму кога ќе се гради е контролата на влијанието од Кина. Знаеме кој е клучниот коридор 10, односно оваа пруга железничка за која што слушаме деновиве, и тоа не е лошо да се нагласи, дури и да е така. Македонија штета нема да има. Ние секако со правењето на таа пруга, без разлика влијанието кинеско, па потоа контролата британска, или без разлика профитот или приходите во државниот буџет кај нас ќе растат, а нас тоа ни е повеќе од важно. Повеќе од најважно. Знаете како, не одбивам да го прифатам тоа мислење дека ние треба да се запрашуваме секогаш од кај не најдоа нас, па што имаат интерес. Колку и да сме малку, ние сме суверена држава. И ние имаме достоинство како овие. И не значи дека малата Македонија не може да биде стратешки партнер на големата Велика Британија или на големите Соединените Американски држави. Не значи тоа дека ние, ако сме најмал народ на Балканот, дека треба до таа мера да се понижуваме и да не се цениме себе си, затоа што сме па ние различни од другите околу нас. Зошто Македонија да не биде таа со која што Велика Британија ќе склучи ваков стратешки договор, како што не склучува никогаш во историјата? Зошто како народ треба да бидеме навикнати да оди некој со рачето на градите и да склучува договори како што склучуваше до сега со Преспанскиот и со договорот за добрососедство со Бугарија? Тоа е нивото на кое што ние треба да се задоволиме. Простете ми, јас не се задоволувам со тоа ниво. Без разлика што сме најмалуброен народ на Балканот, јас сметам дека ние, како граѓани на Република Македонија, имаме доволно и ум, и знаење и достоинство да бидеме стратешки сојузници на најмокните држави во светот. И ние треба да седиме таму и да си го кажеме нашето. И ние треба да знаеме дека секогаш треба да си го браниме нашиот став, бидејќи имаме право на тоа. Ние сме суверен народ и суверена држава. Затоа зошто другите не се во ваков периметар за склучување на стратешки договори, покрај тоа што гледам многумина и ваши колеги новинари кои што на некаков комичен начин сакаат да го релативизираат ова, многу аналитичари, експерти и така натака, но не го прифаќам тоа. Едноставно не е прифатливо тоа за мене, дека јас како македонец не треба да се обидам да бидам стратешки сојузник со најмокните држави во светот. Тоа за мене е неприфатливо. Кој е интересот? Интересот е и тие да имаат една држава во која што ќе може да ги пласираат нивните средства, да имаат повеќе трговска размена, да имаат соработка и да имаат и тие некаков ноу-хау. Повторно не се согласувам дека и ние не можеме да дадеме некаков позитивен пример во нешто, зашто не е така. Ние сме имали многу позитивни примери на добро изведени нешта во минатото. Ние имаме многу паметни луѓе кои што можат да ги сменат нештата било каде на овој свет, така да тоа намалување на самите себе си не го прифаќаме. Едноставно не е тоа за мене соодветно и како да ви кажам, тоа на таквите појави во јавноста гледам на многу поинаков начин. Од аспект на тоа како тие луѓе процениле дека ние треба да бидеме баш таа земја со која што ќе склучат стратешко партнерство, ајде малку да го смениме односот на силите, па да прашаме зошто токму британците не одбрале нас. Зашто не одбрале можеби некоја поголема држава или членка на Европската унија, така да сметам дека ние треба повеќе да го анализираме тоа прашање отколку на еден обратен начин. Одбивам едноставно да влезам во иста колона со луѓе кои што сметаат дека соодветни на договори на оваа држава треба да бидат Преспанскиот и договорот за добрососедство со Бугарија. Не сакам да бидам во таа класа на луѓе и секогаш мислам дека овој народ и оваа држава заслужува повеќе. А тоа што го заслужуваме, тоа што денеска го видовме, потпишување на договор за стратешко партнерство во кабинетот на Винстон Черчил во Лондон. Тоа е нивото на Република Македонија кој што јас и многумина во оваа држава сметаат дека го заслужувам. Не можам тука да ни се сложам со вас и лично, но и објективно, што не важи во случајот со лидерот на опозиција. Сега не сум тука во ситуација да речам браво ВМРО ДПМН, нели на ваша линија сум уа за Филипче, но се трудам објективно и новинарски да погледнам. Зошто? Бидејќи
сите овие денови, сите напади во однос на овој договор очекував од лидерот на опозицијата, еве како новинар, например, кој следи аргументирани настапи, да бидат подкрепени со одредени докази. Например, фактот дека долгот ќе биде 115% од бруто домашниот производ, не знам како му беше точно, сега ќе, да, еве 115% заради овој договор стратешки, понатаму дека секој новороданче следните 25 години непосредно по раѓањето ќе должи 6.000 евра, значи уште и неродените деца. Тоа не е при тоа новина, ние сме зборувале колку е задолжена Македонија, децении назад сме го анализирале ова истово. И уште едно клучно друго, односно една клучна друга теза негова, тоа е дека клаузулата во договорот е градење на мигратски кампови, односно мигранти кои ќе ни се прелеат тука, при тоа зошто е ова сомнително, бидејќи тврди дека во одредени британски влијателни медиуми ова било обзнането, иако никогаш не кажа кои се медиумите, се обидував да дознам. Искрено се обидував да ги најдам пред ова интервју, барајќи ги нели по интернет пребарувачи, меѓутоа ништо од тоа не најдов, па би сакала како новинар, бидејќи заслужува јавноста да ја слушне вистината. И сега можеби некој ќе рече, па и вие не заслужуваат ваквите небулози. Ако сакате коментари или одговори, меѓутоа тој човек е председател на опозицијска партија и креира јавно мислење, па ајде да објасниме што од ова е точно. Ајде колку ќе надмине процентот од БДП на јавното задолжување, кога ќе почнеме да враќаме? Па ајде вака да почнеме. Вие кажавте три тези, за сите три ќе дадам пократок коментар. Прво, Венко Филипче е вешт во дипломатијата и во економијата исто колку што беше вешт како министер за здравство. Бидејќи повторно кажав, тие разбираат дипломатијата на начин на продавање на пазар. Ете, и видовме тие во дипломатијата колку беа вешти, договорот за добрососедство, Преспанскиот договор, не закочија на патот до Европската Унија, влеговме во ќорсокак и тие сметаат дека ние секогаш треба да бидеме во позиција која што ќе витка кичма, наместо да седнеме на маса и да се договориме за вакви работи. Од аспект на кампот за мигранти, тоа е тотална лага и небулоза и е демантиран од две сериозни инстанции. Прво од соопштението на Даунинг Стрит во истиот ден кога се сретнаа двајцата премиери, а второ и од амбасадорот Лоусон, кој што е амбасадор на Обединетото кралство во државата. И скоро па и никаде да нема некоја таква информација и видете се колку стана СДСМ би кажал мизерен во овие тези, кога од ден на ден само се демантираат самите. Излегува во текот на утрината, вели ова е антиевропски договор, во истиот ден ваков договор од аспект на одбрана и борба против миграцијата склучува Обединетото кралство со Европската комисија. Имаа изјава премиерот на Обединетото кралство и Урсула фон дер Лајен во истиот ден. Во истиот ден го склучија тој договор, кога Филипче рече дека ова е антиевропски договор. Од аспект на јавниот долг од 115%, јас сериозно не можам да се начудам какво непознавање има во таа политичка партија и покрај тоа што 7 години можевме да видиме до кое ниво тие генијалци во наводници ја донесоа економијата. Прво, ајде што нема врска со реалноста. Второ, него има разбрано концептот како се контрибуира бруто домашниот производ, бидејќи сите овие инвестиции во кои што во првиот бран се договори таа рамка со Обединетото кралство, едноставно ќе го кренат бруто домашниот производ и на таков начин ќе го намалат јавниот долг. Тоа е прво. Втора работа, сите овие инвестиции се врзани за инвестициони вложувања кои што генерираат реализација на 5 големи проекти. Од тие 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди евра, овој пат ние ќе искористиме 2,2 милиарди евра за реализација на 5 проекти и ова е првиот бран. Уште 60% од таа рамка ќе ни остане неискористена, за која што во наредниот период можеме да разговараме за проекти од животната средина, од енергетиката и така натаму и така натаму. Само да направам споредба. Ние со овие средства кој што сега денеска министерот ги потпиша, многу набрзо, дури можеби наредната недела ќе дојде тој договор на ратификација во собранието. Значи сите пратеници ќе го видат. Ние нема да го класифицираме договорот, ние нема да го ставаме под епитет строго доверливо, туку секој еден граѓанин, новинар, општественик ќе може да го види тоа кое што е договорено. И тука ќе пропаднат лагите за мигрантски кампови, за покачување на задолжувањето и така натака. Во текот на летото ние тие детали ќе ги финишираме и за каматите, затоа што велат ќе бил нетранспарентен и тоа така нема да биде. Вели ќе го суспендира законот за јавни набавки и тоа така нема да биде. Директно ви кажувам дека ќе лаже. Видете, за начинот на суспендирање на законот за јавни набавки, знаете кој прв го донесе во држава? Венко Филипче.
кога се обиде низ собранието да го прошверцува по скратена постапка оној заем кој што ние му го блокиравме за половина милијарда евра за изградба на клиничкиот центар, каде што тој се обиде да го суспендира законот за јавни набавки. Ние нема да го суспендираме. Да, ова законот за јавни набавки, апсолутно. апсолутно. Јас го имам законот и сега едва го чекам да дојде на дискусијата, па јас да го извадам и да го прашам. Ете Венко Филипче да одговори што е различно, а разликата ќе биде во тоа што нашиот закон за јавни набавки е јасен и тој ќе се почитува. Тој ја цитира министерката за финансии која вели дека ќе се спроведува постапката согласно законот за јавни набавки, но со странски фирми ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки, вели Филипче. Какви проверки направиле, во која насока? Не сакам да ни се сведе интервјуто на, меѓутоа ова се еден куп работи кои го атакуваат ова што се случува. Денеска е официјално, па добро е да се објасни. Па како да ви кажам, не можам да најдам логика во ова што го зборува. Заради тоа што нема логика. Заради тоа што нема логика, бидејќи ете тој вели 115% од бруто домашниот производ, тоа не е вистина. Тоа е голема лага. Ете ќе му кажам и ќе објаснам и за граѓаните да знаат зашто. Во текот на летото ќе се договори финансиската рамка на овој договор, за која што и вице-премиерот каже и повторуваме дека ќе биде под услови подобри од било кога и да се задолжи оваа држава со било кого. Има индиции дека ете каматата може да биде некаде на рамката на сегашната инфлација која што е 2,6%. Изборувам за кредит, зборувам за финансиски пакет кој што ќе почне да се отплаќа во моментот кога тие проекти ќе бидат завршени, замислете. А рокот за изведба на тие проекти е 5 години. Што значи дека ние некаде кон крајот на летото, ете почетокот на есента би ги склучиле договорите со изведувачи и крајот на октомври, почетокот на ноември оваа година би почнале изведба на овие проекти. И тоа само да ги повторам проектите да ги знаат граѓаните. Значи во Република Македонија, во 2025 година, во ноември, заради склучениот договор со стратешко партнерство со Обединетото кралство, ќе почне да се гради пруга во вредност од 1,9 до 2 милијарди евра од Табановце до Гевгелија, која што за превоз на патници ќе имаме воз кој што ќе се движи 160 км на час. 160 км на час. Каргото ќе се движи од 120 до 130 км на час. Зборуваме за брза пруга. Сега просекот на движење на возовите во државата е 25 км за час за карго транспортот. Ете тоа го донесе овој договор. Кога тие средства ќе влезат во македонскиот буџет, ќе влезат преку градежништвото. Градежништвото има 26 или 27 сродни рамки. Тие ќе го развижат целото градежништво, бидејќи во градежништвото средствата се мултиплицираат од 2 до 3 пати. Тоа значи дека ќе се ангажираат дополнителни работници. Ќе се ангажираат македонски градежни компании, ќе се ангажираат компании кои што ќе треба да им бидат индиректен инпут на овие компании. Понатаму, во Штип ќе изградиме универзитетската болница. Ќе изградиме медицински факултет и студентски дом за 200 легла. Во Кичево ќе изградиме за 5 години го зборувам од овој договор за за стратешко партнерство од аспект на финансиското партнерство со Обединетото кралство. Нова болница и нов здравствен дом. Не на постојаното место, на нова локација. За 5 години оваа ќе се изгради и комплетна реконструкција на клиничката болница во Тетово само од првиот бран од овие инвестиции. И сето ова ќе стане реалност. Само тука да ве прекинам, клиничкиот центар го спомена премиерот, се чинам дека прв пат вчера, претходните настапи не, повторно е на маса нов клинички центар, збориме за Скопје, или можеби нешто сум пропуштила, човек сум и тоа. Добро сте слушнале. Во првиот бран, само да ја потсетам јавноста, дека пред некаде месец и половина има пресконференција тогашниот министер за здравство, премиерот и вице-премиерот за транспорт, каде што укажаа дека и воената болница сега ќе се реконструира со одредена доградба, со средствата кои што ги имавме од ТАФ аеродромот, што значи дека кога ќе го направиме ова доградување на воената болница, односно на градската болница 8 септември, кога ќе ги завршиме клиничката болница, односно клиничкиот центар во Штип, клиничката болница во Кичево заедно со здравствен дом и кога ќе реконструираме целосно клиничката болница во Тетово, ќе направиме анализа за да можеме да направиме и соодветен клинички центар во Скопје. И тоа е во плановите. Така размислуваме ние и така ја движиме нашата стратегија за, па би кажал, консолидирање на македонската економија. Да, и конечно на дело да видиме дека Апсолутно. живнуваме, добиваме она што заслужуваме како граѓани секој ден. Од нас ги споминавте домашните компании, подизведувачи, градежници и така натаму, она што бизнисот го поздравува ова стратешко партнерство, без исклучок би рекла, неколку дена разговараме јавно со бизнисмени, ги емитуваме во информативните
локалните изданија. Она што очекуваат, барем денеска преку изјавата на господинот Бранко Азевски, е дека 70% од подизведувачите, односно од компаниите, ќе бидат македонски што ќе работат, и тоа е една супер информација, би рекла, како инекција, но прашањето ми е конкретно за пругата, колку ние реално имаме капацитет како компании, зборам сега во бизнис смисла на зборот, да правиме пруги. Ние не сме држава која гради железници, која има толкав капацитет. Ќе биде неизбежно да учествуваат и странски фирми. Тука не ги спорам учествата на странските компании, но прашањето ми е, еве британските можеби ќе учествуваат, иако со повеќе се како експертиза, претпоставувам сега вие ќе објасните во која насока ќе не движи договорот, меѓутоа што е со компаниите од околните земји, не знам, еве, можеби ќе се појават компании од Косово, од Албанија, од Бугарија кои ќе аплицираат. Што правиме, и тие треба да имаат, нели, еднакви права да учествуваат ако биде се согласно. Ако се сеќавате премиерот кога го кажа ова и рече дека ќе седне да разговара со стопанските комори за тоа колку е нашиот реален капацитет ние да учествуваме со таков процент во овие проекти, бидејќи тука треба да имаме на ум уште неколку фактори. Првиот фактор кој што треба да го имаме на ум дека е во овој момент имаме 325 милиони евра кои што владата ги дава како помош на општините за реализација на проекти во кои што треба за месец дена од сега да почне да се реализираат 1200 проекти на 1200 различни локации. Тоа е една работа. Што значи дека огромен дел од градежната оператива ќе биде ангажирана таму. Понатаму тоа значи дека и општините со сопствените средства финансираат капитални проекти, но и институциите надвор од овие 2,2 милиарда евра. Затоа треба да разговараме со коморите. Процентот кој што го спомнал господинот Азевски за мене е прифатлив, но треба да знаеме дека треба апсолутно да ја понудиме оперативата за да овие проекти ги завршиме во рокот. Ако можеме ние да ги завршиме и овие проекти на општините и проектите кои што ги финансираат другите владени институции, како училишта, градинки, болници и така натака, и соодветно да одговориме на потребите на овие проекти, сакам исто така да ја потсетам јавноста дека во овој момент во Република Македонија се градат од еднаш 4 автопати. Кичево Охрид, Гостивар Кичево, Тетово Гостивар и Битово Прилеп. Исто така сакам да најавам дека неделат можеби 2-3 недели од склучување на уште еден договор влада со влада, каде што од прилика ќе треба да влезат 1 милиарда евра за финансирање на локални, магистрални и регионални патишта, реконструкција и изградба на нови. Повторно влада со која држава ќе ни откриете ли? Ете ќе оставам наредните 2-3 недели ќе стане јасно, исто така тоа ќе биде екстра поволен договор и ова значи дека ќе треба многу ангажирање на градежна оператива, зошто да не ете ги направиме нашите компании сега тука конкуренти на државно ниво и сметаме дека кога ќе го заклучиме овој циклус на инвестиции, нашите компании градежни ќе бидат ете конкурентни и на можеби на европско и пошироко ниво, затоа што сме виделе дека има и таков начин. Паралелно на ова, со оглед дека ние сме разговарале со коморите и им недостига работна сила, имаше вчера одговор од Министерството за економија и труд, ќе ја прошириме квотата на работници кои што може да бидат ангажирани од странство. Беше 5.000, сега ќе биде 10.000, така да тие во владата имаат партнер, динамично ќе ги водиме процесите и нема да дозволиме да има никаков застој. А кој е ризикот од ангажирање на странци? Проценета, претпоставувам, апсолутно е проценет, бидејќи видите, до сега имаше лимит на 5.000 луѓе кои што може да бидат ангажирани. Тие се ангажирани на коридорите 8 и 10D, исто така во текот на летниот период на туристичките места многу работници доаѓаат од странство кои што се ангажирани во крајбрежјето на Охрид и така натака, но имаше во нашата држава еден голем проект кој што се градеше во центарот на градот и каде што многу работници од Турција беа внесени во државата за да работат и голем дел го пополнуваа тој квантум на работници кој што беше легално дозволен. По потребите на стопанските комори, као наму каде што има дефицит на работници, затоа што тоа го контролира Агенцијата за вработување, никако не сме да настане дисбаланс на македонскиот пазар на трудот. Таму каде што има дефицит на работници, каде што Македонија не може да го понуди, едноставно бидејќи ги нема, тогаш тие луѓе ќе може да внесуваат работници од страна. И тука е тој квантум на 10.000 кој што е дозволен, се во насока да нема закочување на овие проекти, бидејќи еднаш за секогаш, вие неколку пати во емисијата тоа го кажавте, граѓаните мора да видат дека за нивните пари добиваат нешто конкретно. И секој овој дел од планот кој што ние го зборуваме денес, имаме конкретен рок кој што треба да биде завршен. А и сме врзани со рокови.
Да, тоа е апсолутно и еден вид на обележје, да речем, на владите кога станува збор предводени од ВМРО. Да не секогаш се роковите и проектите со точни тајминзи на завршување, да се надеваме дека овој пат ќе биде и подобро од секогаш, бидејќи така звучи барем досега. И сега денеска има уште две убави, би рекла, економски вести, вести кои што звучат на вистина надежно, едноставно се оптимистички од една страна, но од друга страна на дело не можеме да почувствуваме нивната не имплементација, не е соодветен збор, меѓутоа ете бенефитите од тие економски убави вести во државата. Едната е номиналната нето плата, зголемена оваа година, односно разликата од минатиот месец, понатаму намалувањето на царините што ќе следи прво на 50%, потоа уште 50% од старт на 70 производи. Прашањето ми е, ајде прво ова, што значи ова намалувањето на царините, на вистина добра вест, значи дека ние сме во состојба да се дозволиме намалување на царините. Така. Односно, кога ќе ги видиме придобивките од овие убави економски вести на дело како граѓани, секој еден човек? Така, па граѓаните тоа долго време го чекаат, бидејќи нашиот стандард и примањата што ги имаат граѓаните и тоа што го имаат како издатоци е навистина голем проблем. И тука не би сакал да звучи како изговор, бидејќи ние влеговме од првиот ден да ги решаваме проблемите. Ако се сетите, и премиерот кажа дека не сака да има грејс период од 100 дена и од првиот ден влеговме во косец на решавање на проблемите. Но и факт е дека македонската економија ја наследивме не на нула, туку на еден огромен минус. И се што правиме во овој момент ја консолидираме економијата и создаваме платформа за да може во наредниот период граѓаните да ги почувствуваат овие придобивки. Токму убаво кажавте вие, денеска лично барем за мене има три многу добри позитивни економски вести покрај овој договор со стратешко партнерство. Втората беше дека за 12 месеци 10,5% е покачено нивото на номиналната плата, односно над 1700 денари за само еден месец. Тоа се должи на покачувањето на минималната плата, но и на другите плати, бидејќи во месец март 87.000 вработени во државната управа примива поголеми плати. Од нив 63.000 беа оние кои што имаа бенефит од владините политики, како вработени во образование, здравство, полиција, бидејќи имаше тука зголемување на платите, а 23.000 вработени добија повисоки плати заради почитување на општиот колективен договор, кој што ние го наследивме многу и испочитувавме во целост. Би сакал да кажам дека едно од најважните, за мене најдраги реализирани ветувања беше покачување на пензијата за 5.000 денари за сите пензионери. Нешто што е многу важно, бидејќи 338.000 пензионери во нашата држава примаат пензија. Тоа е зголемување историско, бидејќи се движи за различни категории на пензионери од 23 на 38%. Успеваме стабилно да ја држиме цената на електричната енергија, што е особено важен контрибутор за семејниот буџет. Се бориме многу и ценовната стабилност на производите во малопродажбата да го задржиме на едно ниво кое што е прифатливо. Имаме одредени проблеми, но продолжуваме да се бориме и ќе се избориме со ова негативна појава. Така да, од аспект на она кое што го спомнавте вие за царините, тоа е барање на бизнисот долго време. И кога бевме опозиција, јас сум одел со Министерката за финансии и со премиерот на состаноци со стопанските комори и тие бараа на 70 производи од царинскиот тарифник да се намалат царините на нивото на Европската унија. Што значи тоа? Од 1 јули стапува 50% намалување, па потоа во наредниот период уште 50% намалување на царините на овие производи за да ги изравниме со цените на Европската унија, со што ќе значи поевтини репроматеријали за производство, тоа значи дека ќе се покачи производството и ќе се зголеми извозот. Колку поголем извоз имате, вие имате толку бруто домашен производ кој што е покачен и имате можност да го подобрувате стандардот. Одлична забелешка од ваша страна дека државата може да си дозволи да ги намалува царините и се поставува прашањето зошто. Видете ги само пресконференциите. Значи сме на добар пат, логички и лаички. Апсолутно. Ете, видете ги пресконференциите само на директорите на две институции во државата. Тоа е на директорот на Царинската управа и на директорката на управата на јавни приходи. Јас би извоил две работи од пресконференциите на директорот. Прво дека имаме за десетици проценти зголемена наплата на царините, а второ дека само за 6 месеци во оваа година има повеќе кривични пријави него за 2 години од претходната влада. Што значи дека тие пари постоеле во општеството, ама никој не ги наплаќал. А зошто не ги наплаќал? Бидејќи бил соучесник со криминалците. И ова одговорно го тврдам. Управата за јавни приходи, вие имате вртоглави бројки на наплата кои што се процентуално за 30, 40, 50% зголемени во однос на претходната година. Не во однос на 2, 3.
47.000 имате повеќе. Замислете даночни пријави за само една година. Тоа значи дека тие луѓе постоеле во системот, ама никој не ги напаќа од тие средства. Добра бројка некаква сурова макар постои за овие компании, односно овие луѓе кои го злоупотребувале системот. Постои материјали во обвинителство. Постојат многу сериозни материјали кои што се дадени во обвинителството, за кои што сите со нетрпение чекаме да почне да се постапува. Вака, уште полаички, ајде пак нивото ќе се обидам да го спуштам во објаснување, тоа значи дека минатата влада на почеток на годината ќе се задолжи, ќе се седи рад цела година едноставно, нема да наплаќа давачки од овој тип кои се извори за средства практично во буџетот и волкот сит и овците на број, а ние тонеме во долгови рамка која што е застрашувачка. Јас верувам дека практично затоа ВМРО ДПМН ја предводи владата, добивте толкава доверба од народот за ова да го тргнете во правецот во кој што треба. Колкава временска рамка реално ќе треба на Македонија? Јас во една прилика и министерката ја прашав истово да конечно создадеме одредена финансиска конструкција или структура во буџетот со која што ќе можеме сами да се плаќаме долгови без да се задолжуваме, ќе можеме да се размислуваме слободно на, не знам, капитални проекти од буџет, без да треба... Па јас сум задоволен и во резултатите од првите 12 месеци. Ете, ќе ги цитирам изворите кои што ги имам од Државниот завод за статистика. Прво, за само 12 месеци ние успеавме да го симнеме јавниот долг за 4,7%, односно најмало ниво во последните 5 години. Ова е најмало ниво во последните 5 години на задолжување, само да подсетам. Ние сега зборуваме за проекти од 2,2 милиарди евра, односно ете имаме на достапно 6 милиарди евра и да финансираме проекти. СДСМ за целиот мандат се задолжи за нови 4 милиарди евра за 7 години. Дали некој се сеќава на еден проект? Го броите тука и бехте ли енка? Не, тоа не го бројам, да. Ете, барем за тоа да речев дека за тоа се задолжиле. 4 милиарди евра, ништо нема како конкретен проект кој што е имплементиран на теренот. Тоа е едната работа. Втората работа, индустриското производство е повисоко за 5,2% за 12 месеци. Во првиот квартал од оваа година имаме 5% зголемување на извозот на земјоделски производи. Имаме инфлација од 2,6%, односно за 70 дена намалена за 2,7%. Беше 5%, сега е 2,6%. И тоа се резултати кои што веќе се јасно видливи. Имаме покачување на номиналната нето исплатена плата, имаме покачување на пензиите и ова е за 12 месеци. Дали е доволно? Не е. Кажувам дека не е. Дали треба повеќе? Треба добро, повеќе. секако еднакво на чудо би рекла. Апсолутно, без лажна скромност кон вас. Оно што е важно, имаме ентузијазам и даваме се од нас. И така ќе продолжиме. Ние сакавме да направиме една платформа која што во наредниот период, како што кажавте вие, ќе направи еден самоодржлив систем на финансирање, за да можеме и ние самите да си финансираме вакви проекти. 20-10 години. Не Вака можам реално точно да кажам, но во овој инвестициски циклус кој што го кажавме досега, мислам дека за многу време, барем еве сега ќе видиме во првиот квартал, ќе бидеме некаде околу 4% раст на бруто домашниот производ, годинава ќе ја завршиме од 3,7 до 4% раст и сакаме во еден мандат да ја направиме македонската економија да биде конкурентна, каде што ќе имаме задоволни граѓани. Тоа е нашиот ете би кажал аспект на борбата од страна на економската политика. Тоа е се што ние сакаме да го направиме за оваа држава. Ќе одиме со многу куса пауза за реклами, но пред тоа сакам да ве прашам во врска со законот кој што вчера помина, многу значаен закон со кој што се овозможува дополнително регулирано работење на пензионерите, на студентите, па и средношколците, но и странците. Каде очекувате дека најмногу ќе се види на дел овој закон или придобивките од него? Ова е одличен реформски закон, кој што 34 години е баран од работниците и од работодавачите. Имаме голема помош и од Сојузна Република Германија, која и ќе финансира грантовски систем кој што овие работници ќе треба да ги внесе во систем. Практично тука се 7 категории кои што може да бидат активни во 3 дејности: угостителството, земјоделието и услужните дејности, кои што ќе може да бидат ангажирани од 120 до 180 денови во текот на годината. Ова се работници кои што постојат на секаде околу нас, но во овој момент ние едноставно не ги интегрираме во системот на ваков начин.
и оние средношколци над 15 години согласно законот за работни односи, студентите, вработените, невработените, социјалните случаи, пензионерите ќе може да влезат во овој систем, да работат под овој закон. Например, еве, мојата кирка има 15 години, ако одлучи да работи сезонски летово, Точно. да речеме во некој гостителски објект, ќе биде пријавена ова Пријавена, ќе се плаќа здравствено осигурување, пензиско осигурување, ќе прими платат, на таа плата државата ќе има данок на личен доход и други давачки и практично ќе имаме систем каде што работодавачите ќе имаат работници, ќе имате работници кои што ќе имаат придонеси и ќе имате држава која што ги наплаќа давачките. Ова е закон на вистина кој што во долг период го комунициравме, го понудивме на опозицијата го подпиша консензуално изгласан во парламентот и очекуваме во наредниот период во соработка со сите институции да го направиме тој систем и да го дадеме во можност за да овој закон влезе во сила. Верувајте ми, по некои мои проценки мислам дека со овој закон ќе бидат регулирани од прилика од 15 до 20-25 илјади луѓе кои што сега веќе се во пазарот на трудот, се присутни таму, но не се пријавени бидејќи немале можност ни работодавачите, ниту самите работници да бидат пријавени под некој закон. Ова е еден одличен реформски закон кој што многу ќе даде и за економијата, но и ќе имаме можност да дадеме дополнителни приходи на сите овие категории на граѓани и тоа што е најважно, предвидовме можност да ниту еден граѓанин не ги загуби правата кои што во моментот ги има. Тоа значи дека пензионерот ќе си ја прима пензијата, социјалниот случај ќе си ја прима својата социјална помош која што има од државата, вработениот ќе си ја прима платата, студентот ќе може да биде и редовен студент и да има стипендија по однос на овој начин и нема да го загуби тоа право и едноставно ќе може да бидат задоволни бидејќи ќе влезат во еден интегриран и организиран пазар на трудот. Да, им се остава избор на луѓето едноставно да си ја трошат енергијата доколку се уште чувствуваат, особено и за пензионерите дека имаат, а поздрав голем во однос на реформата и за младите на кои им недостига ваков тип на ангажман, би рекла. А Бојан Стојановски, почитувани вечерва во За или против, имаме уште многу важни теми, меѓу кои политички. Една од нив е зошто повторно се одлучуваат дека нема да го поддржат законот за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани од страна на поднесено од СДСМ повторно. Денеска се изјаснија претедничката група на која припаѓа и Стојановски дека нема да го поддржат. Тоа е една од темите, а понатаму ќе зборуваме за кој ќе биде следниот министер за здравство. Куса пауза за реклами, бидете тука. Добре дојдовте назад. Гледам дека добивам прилично пораки на социјалните мрежи. Телефонот е тука пред мене. Ви благодарам што со интерес не следите и заинтересирано се сакате да ги чуете деталите, работи кои што ете можеби мене никогаш не ми текнуваат на прва додека го подготвувам сценариото за оние кои сега се вклучувате. Бојан Стојановски, пратеникот од ВМРО ДПМН е вечерва во За или против. Стојановски, што значи е прашање од гледачите практично она што го повторувате еве и премиерот и вие вечерва 160 километри карго локомотивата, популарно кажано, што таа ќе ни донесе? Еве ние факт е дека на филмови само гледаме таква брзина, еве мене лично како човек кој е тотален, еве повторно ќе речам лајк на темава, филмски ми изгледа ова што го проектирате, меѓутоа ајде што ќе ни донесе, што ќе значи најпластично? Многу прашања има за трасата и како би можело да се движат возовите на 160 км на час. Многу едноставно во овој момент се прави проектирање и на истиот колосек, односно на истава траса каде што сега поминува коридорот 10, ќе се пушти уште еден колосек и практично таа пруга ќе стане двоколосечна пруга и секаде онамо каде што има кривини ќе влеземе во фаза на проектирање за да може да ги исправиме и на таков начин да ја зголемиме брзината на движење. Од аспект на стрикно финансиски бенефит, што тоа би значило за нашата држава, откако ќе се изгради таа пруга, само по однос на оние тонажи кои што ние ќе ги превезуваме, кои што се пресметка на Европската унија, ние би можеле да имаме стриктен финансиски профит од 130 милиони евра, а доколку одлучиме како држава да бидеме поконкурентни на цените, нешто што можеме да го издржиме, можеме да одиме и до 180 милиони евра директен приход во нашата држава само од превоз на стока.
Ете тоа значи за нашата држава. Паралелно на ова, ние планираме да изведеме уште една линија која што ќе ја поврзува железничката станица во Скопје до аеродромот во Петровец, каде што ќе можеме да најдеме и соодветен начин и со авиокарго превоз, каде што и патниците, но и стоката која што доаѓала и во авиокаргото ќе може да се превезува во Република Македонија. Тоа значи дека директно од Солунското пристаниште до Централна Европа, нашата држава заедно гледаме дека имаме соработка и со другите држави кои што се поврзуваат до овој колосек, ќе може за неколку часа таа стока од Солунското пристаниште да биде било каде во Централна Европа. Ете тоа е нашата визија. Да, која беше временската рамка дека ќе се заврши пругава од коридорот 10? 5 години. 5 години, добро, тоа значи дека што ако еве хипотетички не бидете добитници на втор мандат, што оние кои ќе дојдат после вас, ако ете тоа го остават на 2/3 или на 3/4 недовршено? Па гледајќи го наработи на овие кои што се сега присутни во СДСМ, тоа е многу можно, но ние би биле срекни да им оставиме држава каде што ќе имаат многу проекти за да ги финишираат, бидејќи во минатото им оставивме 3 автопати. Едниот беше 99% готов, една година не можеа да го отворат, па удрија чочек. Вториот со судни маки некако го завршија и третиот еве видовме 7 години, 5 анекси и стотици милиони евра потоа, уште не е завршен и ние ќе го завршиме до 2026, а тој е автопатот Киче-Охрид. Така да не сметам дека СДСМ барем може да размислува на доаѓање на власта па наредни 2 до 3 мандати, доколку продолжиме на ваков начин да ги имплементираме нештата, и ние правиме стратегија на циклуси. Значи во наредниот 5-годишен циклус овој прв бран да го реализираме, додека вторите бранови на инвестиции кои што се надевам јас дека од година на година ќе бидат се позасилени, ќе ги градиме на начин на кој што сметаме дека во еден краток временски период ќе може да дадат највисок или најголем бенефит за македонското општество. Така да таков е планот за оваа пруга и тоа е едноставно нешто што е можно, што сме го разговарале, а за тоа ќе ни помогнат и експертите од Обединетото кралство. И она кое што е важно, да повторам повторпат во емисијата, и болниците, и факултетот, и студентскиот дом, и пругата ќе се гради по британски стандарди. Паралелно практично со во овој рок од 5 години. Абсолютно. За да може да се видат на дело, тоа и не е така далеко, ќе поминат за час, можам слободно да кажам. Мораме да одиме и малку со политички теми, прашања кои ја интересираат јавноста. Ајде прво критиката од страна на вашиот колега во собранието Оливер Спасовски, кој што е координатор на пратеничката група на СДСМ во однос на предлогот на македонската председателка за гувернер на Народната банка. Смета дека изборот исклучиво е тесно партиски, не е избор кој ќе понуди експерт. Практично и председател на Совет како на град Скопје како гувернер за нив е несфатливо, им било жал што не успеала експертски да процени председателката кој од понудените имиња во игра до вчера би можел да биде, а да не биде Славески. Значи ја критикуваа дека е под ваше влијание и така натаму. Велат исто така дека контрааргумент зошто не треба да биде Славески и нема да го поддржат. Меѓу другото е затоа што тој се спротивставувал на растот на минималната плата. Па еве да одговорам со реторичко прашање, па зар Оливер Спасовски некого може да критикува за било што во оваа држава? Па зар некој може да го свати сериозно Оливер Спасовски кога тој критикува некој дека е непрофесионален и дека недоволно ги познава работите во некоја сфера? Јас слушнав ад хоминем напади, но не слушнав критика за стручноста на господинот Славески, кој што важи за, барем сите што поминале низ економскиот факултет и експерти и професори, за убедливо најдобар познавач за јавните финансии во Република Македонија. Јас не слушнав некоја критика дека човекот е недоволно стручен или така натаму. Ад хоминем напади кои што немаат никаква врска со реалноста, а како да заборавил дека Петар Гошев, кој што исто така беше предлог на СДСМ во некое си минато време, беше председател на партија. Човек кој што и пред неговиот мандат како гувернер и некогаш за време на неговиот мандат на гувернер и потоа пишуваше колумни каде што исклучиво ја критикува ВМРО ДПМН и политиките кои што ние ги водиме дали во опозиција, дали на власт. Така да апсолутно не можам сериозно да го разберам господинот Спасовски за ваквите критики. Се она кое што е кажано во тој начин сметам дека не е прифатено од јавноста. Можеме да видиме и по тоа кое што во медиумскиот простор постои како критика за господинот Славески. Од она што можам да го кажам дека јас мојот глас како пратеник ќе го дадам за него, бидејќи исклучително го ценам како професор
професор кој што навистина во изминатите 34 години стекнал несомнен кредибилитет од сите политички актери, бидејќи е стручен во тоа што го работи и едноставно е еден од најсериозните имплементатори или би кажал критичари во некој аспект за македонските економски политики, па и дури е светски и европски признан експерт. Тоа е факт, тоа никој не може да му го одземе на господинот Славевски и ние така ги гледаме тие кадрови решенија да понудиме најдобри луѓе, најстручни луѓе кои што се честни, кои што се компетентни, меѓународни признаени на таквите позиции. Нема да водиме политика на овој начин и за овие случаи. Вака му одговоривте денеска, односно им одговоривте на најавата на СДСМ дека повторно го поднесуваат предлог законот за поддршка или помош на настраданите во дискотеката, односно кабарето Пулс во Кочани. Зошто е политиканство овој закон? Зошто нема да го поддржите? Зошто сметате дека СДСМ води политика? Искрено не сум го видела и не сум во тека, мајде да ја објасниме најавноста. Кога почнавме со мандатот, Славјанка Петровска, Оливер Спасовски и такви слични на нив поднесоа еден закон за бранителите и јас тогаш кажав дека од сите дна кои што СДСМ ги има допрено, тоа е најголемото, но оставив простор да таа партија не ми изненади за кое наредно дно може да го допре. И еве го новото дно. Ова е новото дно, бидејќи се обидуваат на секаков начин оваа трагедија да ја исполитизираат оние кои што го креираа системот, кој што ги направи сите овие работи за возможно и кој што не успеа да спречи една ваква трагедија. Јас го видов тој закон, го прочитав и прво покрај тоа што има сериозни недоследности во самиот текст кој што е напишан на брзина колку само да се излезе со политички производ и кој што е апсолутно неимплементирачки. Втора работа која што така многу сериозно ме загрижи е дека тој закон го нудат двајца ликови, Венко Филипче и Оливер Спасовски, за кој што не можам да не искоментирам зошто не поднесуваа вакви закони кога во 3 големи трагедии животот го загубија 75 луѓе, а истиот тој кој што денеска велеше дека ние не сме сакале да го поддржиме законот за Кочани, Оливер Спасовски поднесе 0 кривични пријави. 0 кривични пријави како министер за внатрешни работи и покрај тоа што 2 пати беше министер за внатрешни работи и еднаш премиер не даде за сходно ниту да ги пронајде виновниците, ниту да ги обештети фамилиите, ниту да ги праша како се. Тоа се случаите со модуларната болница во која што живи изгорија 14 мина. Тоа е со несреќата во Ласкарци, несреќата во Бугарија, каде што овој господин има 3 директни надлежности како министер за внатрешни работи. Тоа е исто како Зоран Заев да поднесе закон за враќање на името или Венко Филипче да ви поднесе закон за безбедност на модуларни клиники. Оваа држава и оваа влада од првите минути за оваа трагедија беше со луѓето кои што ги загубија своите најблиски или кои што имаат повредени. Од првата минута. Од трансфер на повредените во околните држави, од обезбедување на здравствена заштита, од обезбедување на сите потребни работи за луѓето да бидат сместени таму, покривање на трошоци и така натака и така натака. Премиерот Мицковски се има видено со голем дел од семејствата на оние кои што ги загубија своите најблиски и ќе се види со сите. Ние со тие луѓе разговараме и имаме организиран и системски пристап. И одбиваме од ова да правиме политика. Од ова едноставно одбиваме да правиме политика. Имаме начин на кој што ќе им помогнеме на сите оние кои што се засегнати. Средбите траат. Владата има инструменти, има организирани политики кои што им помагаат на овие луѓе и едноставно ќе одбиеме да влеземе во ова политичко мочуриште во кое што СДСМ сака да не внесе. За да има некој кредибилитет, да бара ваква работа, треба прво да се погледне самиот. Таму имате поранешен министар за здравство на кој што во регионот по глава на жител му починаа најмногу пациенти од ковид, додека тој идеше во Хонконг и преку Старби договараше профити. Имаме министар за здравство кој што има златна виза за Дубај, кој што вложува во 50 катници, кој што богатството го стекна на таков начин при собственото министерување. Имаме министер кој што во такви 2 трагедии, прво беше виновен КБО-т, па починатиот возач на автобусот, а потоа обвинуваше пајаци за напад на полицајци. И имаме 9 министри во претходната влада за кои што никој од нив не му текнало да поднесе ваква иницијатива. Никој нема да биде заборавен од овие луѓе кои што ја претрпеа оваа ужасна трагедија, никој нема да биде оставен сам, тоа треба да го знаат.
ќе бидеме со нив до последниот момент додека им е потребна било каква помош од државата и оваа држава нема нив да ги заборави. Ниту овие откочани, ниту сите оние жртви од претходните трагедии кои што се случија, а за кои што овие луѓе немаа образ да излезат, да направат полициска истрага и да поднесат кривична пријава. Па како тргна и како се разработа, ако може да се каже, обвинителството, да видиме откако ќе се процесуира во судот или до судот делова околу Кочани, ете една паралела да направиме. 70 и над 70 лица кои што се офатени во истрагата и кои што веќе може, сега ќе видиме, кажа денес обвинителот за кратко време ќе има и обвинение. Над 300 сведоци се сослушани, а од друга страна пат пред 2 дена добивме пресуда за модуларната клиника од 1,5 година затвор за двајцата директори на Тетовската болница за нешто што, внимавајте, е распишан тендер, е направена спецификација во која што свесно или несвесно, јас мислам дека е свесно, бидејќи видовме кој изведувач на тие клиники, било пропуштена подписи, свесно апсолутно било пропуштена противпожарната заштита, за таму година и половина затвор и замислете нула поднесени кривични пријави од МВР. Тоа е разликата. И затоа ние со овие луѓе одбиваме да разговараме на вакви теми. И тие луѓе секогаш во нашата влада ќе може да најдат сојузник. Вратата им е секогаш отворена, разговорите се секогаш тука за нив и ќе им помогнеме додека и последниот нив не го заврши периодот на рехабилитација, па макар траева и со години. Тие луѓе нема да бидат оставени сами и тие тоа добро го знаат. А ваков начин на политика е неприфатлив за нас. Стојановски премиерот најави дека следната недела, до крајот на неделава ќе се одлучи, а следната влегува во собрание новиот предлог за министер за здравство, па и оние позиции на кадри кои заминаа заедно со Таравари. Кој е новиот министер за здравство, имате информација? Се уште не. Оставаме да го испратат решението, кадровското решение до собранието од нашите коалициони партнери од ВЛЕН. Од она што можам да го кажам од аспект на собраниските соочувања, има индиции на зголемување на пратеничката група на ВЛЕН, нешто што е тоа ќе ми беше следното прашање со кое ќе заокружиме. Од тоа кое што можев да го видам, само тројца од функционерите од Алијанса на албанците поднесоа оставки, додека останатите во овој момент се уште припаѓаат на коалицијата која што ја предводи политичката сила ВЛЕН. Така да таа одлука за нас беше нејасна, но господинот Таравари се одлучи да отиде со оние кои што пред 10 месеци ги нарекуваше на сите некакви епитети за кои што оваа држава веќе ги има прочитано. Ние продолжуваме во она кое што ни е наш суштински интерес, кој да биде министер за здравство, не чекаат многу проекти, реализација на овие инфраструктурни проекти, покачување на здравството, на платите во здравството за кое што се уврзавме преку склучен колективен договор за 47,8% во цел мандат, покачување на платите на здравствените работници, медицинските сестри, лекарите и така натака. Така да секако само би посакале да е некој динамичен кадар кој што ќе може сите овие проекти да ги доближи прво до медицинскиот кадар, а потоа и да го организира здравството на начин на кој што македонските граѓани би биле задоволни од тоа што го добиваат. И секако да решава проблеми, знам дека сте оптимистичен и сакате да зборувате во позитивна насока, но здравството би рекла дека и не многу реферираше Таравари од она што го сработи изминатата година дена, да видиме што ќе понуди новиот министер и што ќе направи. Колку плюс пратеници ќе добие вреди последниве ден-два, има некои нови моменти, можеби нека нова бројка, можеби имења кои им се приклучуваат од така наречениот Европски сојуз предводен од ДУИ? Па тоа што јас го имам како впечаток и чувство во разговор со пратениците, прво што доаѓаат од Алијанса на албанците на кривото на Таравари, дека голем дел од нив се незадоволни од ова што се случува. Видовме дека еден пратеник си поднеси и оставка, бидејќи излегол со образ и со чест пред гласачите, едноставно ова е тотално изневерување на гласачите и човекот си беше доблезен, си кажа дека едноставно ова не е поради тоа кое што сум избран, не сакам да бидам дел од ваква пратеничка група. Голем дел од тие пратеници мислам дека ќе се согласат со вредностите и принципите на ова владеачко мнозинство, но и од оние разговори кои што ги имаме и со Европскиот фронт, сметам дека таму неколку пратенички групи, односно неколку пратеници или политички партии, да бидам поиндикативен, размислуваат за прифаќање на вредностите и принципите кои што ние ги имаме и тоа гледаат низ призмата како би се вклучиле во оние проекти и оние да кажам суштински промени сакаме да ги имплементираме во општеството. Ако одиме по на кое што го кажа вице-премиерот Меджитија, до сега видовме дека нема причина да не му се верува. Најмалку уште 4 до 5 пратеници би се приклучиле на ВЛЕН, што значи дека ние од целата оваа операција би излегле зошто да не и побројни него што бевме претходно, бидејќи не е тајна дека ВМРО ДПМН и коалицијата имаше двотретинско мнозинство неофицијално и кажавме, ние многу пати сме кажале дека доколку ние сакаме, можеме да имаме и двотретинско мнозинство официјално и да ја зголемиме
земеме владеачката коалиција, па така да не би се изненадил на крај да излеземе и со повеќе пратеници него што влеговме во мандатот, а тоа беше 78. Ќе излезе напуштањето на Таравари, неговото политичко, ако може така да се каже, ајде самоубиство е присилен збор, но е еден чекор во политичката кариера на министерот сега веќе поранешен, бидејќи ветуваше и полагаше голема надеж во себе кај народот, а излезе Па нешто една сосема реченица друго, би кажал за ова, за да го искоментирам Таравари. Мислам дека ова можеби е прв пат во неговата политичка кариера да донесе погрешна проценка, бидејќи апсолутен победник на локалните избори ќе биде коалицијата на ВМРО, ДПМН, знам и вреди, а она што е важно е, еве памтете ми го зборот, дека не многу време од сега господинот Таравари ќе се понуди повторно да се врати назад во владеачката коалиција. Ве памтете ми го зборот, ќе разговараме дали ете за неколку месеци дека самиот господин Таравари ќе ја признае грешката и ќе сака да се врати назад, но знае и тој, знаат и сите тие кои што сега ќе му бидат партнери дека за нас зборот е збор. Тоа што сме го кажале ќе го испочитуваме. Ние дојдовме на власт со јасни ветувања пред граѓаните, со принципи и вредности. Тој знае дека ако нешто ги нарушува нашите принципи и вредности, во тој момент веќе нема разговор понатака, па без разлика колку да во тој момент бил потребен, непотребен или сме соработувале во минатото. Така да. Бојан Стојановски, ви благодарам што бевте вечерва или денеска попладнево, веќе не е вечер, настапува тоа е некоја денска временска летна рамка. Ви благодарам што бевте дел од за или против и што ни ги дообјаснивте барем во насока на сите прашања кои ми беа планирани, ви ги поставив, така што ги очекуваме на дело и на терен сите оние работи во временските рамки кои ни ги кажавте вечерва. Ти благодарам искра за можност. Почитувани, вас ви благодарам што со должно внимание, можам да кажам, ајде не следите. Зошто велам должно со нагласок, затоа што добив во меѓувреме една порака од наша гледачка, која што ми замери за употребата на некои интернационализми, можеби несвесно наместо терминот напаѓаат сум го употребила терминот атакуваат. Во обид да бидам различни и да не се повторувам во изразот, веројатно ета така излетало овој збор. Извинете доколку тоа ви пречи и да побара дефиниција за зборот, па ете терминот атак значи напад, почитувана господја. Ви благодарам секако и со задоволство ги читам сите ваши позитивни па и негативни забелешки од сите нив, секако дека учиме ние новинарите. Имајте убава вечер, салфа.